Здраво живо, јас сум Димче и добродојдовте во уште едно мое видео. Овој пат ве носам да истражиме урбаната легенда за закопано нацистичко злато во околината на Велес. Па да одиме да го побараме златото и да ве раскажам таа урбана легенда. Овој пат се наоѓам на место каде што се верува дека има скриено злато. Да, се наоѓам на местото наречено Пашин мост и тука во 1944 година германците наводно закопуваат голема количина на злато. Сега да почнем приказната наназад и да видиме како е дојдено до тоа верување дека тука има закопана голема количина на злато. Имено при повлекувањето на германците од Велес, тие го собираат сето злато од мештаните, што успеале да го ограбат во периодот додека биле тука. Тоа е некои 3-4 години, значи се работи за голема количина на злато. Тие го товараат тоа злато во камиони и тргаат да го изнесуваат преку црни патишта, преку извор Јасеново, преку Баба планина и да го носат од таа страна накај Прилеп и да го изнесат од оваа држава. Меѓутоа тоа го следат локалните жители, им јавуваат на партизаните, на тогашната Македонска народно-ослободителна војска и тие на ова место, на местото наречено Пашин мост, прават заседа. Ова место е одлично за заседа, затоа што од секаде е обкружено со ридови, па така тие тука ги приклештуваат германците и се водат битки од неколку дена. Германците, не знаејќи дали ќе успеат да се пробијат напред или дали ќе можат да се вратат назад, се кажува дека тие дел од златото го закопале на ова место, каде што биле приклештени, каде што биле фатени во заседа. Сега дали е тоа точно или не, јас не знам. Тоа е некој вид на урбана легенда. Меѓутоа мештаните зборуваат за тоа, се раскажуваат приказни и како и околу секое злато, така и околу ова злато се крие доза на тајновитост и на голема мистерија. Се верува дека златото било закопано токму во овие темели на стариот мост, кој што подоцна бил срушен. И за да стане приказната уште поинтересна, пред некаде, можеби 20 години, на само 100 метра од Пашин мост е пронајдено злато. Ова е местото, дупката, од каде што се извади злато. Наводно, ова злато тука е пријавено и извадено легално, односно ако пријавите на место каде што има злато, 10% од златото ви следуваат вас легално, другото го зима државата и наводно луѓе се дојдени со карта нацртана од тој период и го лоцирале точно ова место покрај самиот пат и ископале неколку килограми злато. Тоа е таа легенда за ова злато, а малку подоле е местото Пашин мост, каде што германците пробале да пренесат голема количина на злато. Сега, дали се работи за истото злато, јас не знам, меѓутоа, како што кажав, локацијата за која што се кажува дека нацистите закопале голема количина на злато при бегањето од Велес е само на 100 метра подоле.
меѓутоа се зборува за огромни количини на злато, па дали дел од тоа злато е само пренесено погоре и закопано, а другиот дел е изнесен, како што кажав, на кај Баба планина, јас не знам, или пак поголемиот дел е закопан на Пашин мост. Не знам, едноставно не знам, тоа е таа урбана легенда за ова место, кое што предизвикува голема љубопитност кај луѓето и кај трагачите на богатство. Значи, тоа е легендата за закопаното нацистичко злато, а јас колку можев се прошетав низ околинава, некои поголеми знаци не најдов. Обично, каде што има закопано злато во околината, оставаат знаци или така наречени маркери, или цртаат мапи, за да може некогаш да се вратат и да си го земат тоа злато. Јас не успеав да го најдам златото, а доколку го најдам златото, ќе има знаци, ќе ме видите со 100 кучиња, ќе ме видите со некој голем шелтер, значи ќе знаете дека сум нашол злато. До тогаш нема ништо, остануваат само легендите и јас да ви ги раскажам. Се надевам дека беше интересна оваа легенда, се надевам дека ако имате некои знаења околу оваа урбана легенда, ќе ги споделите, ќе напишете во коментар. И тоа е тоа, јас заминувам од ова место, ви благодарам што гледавте, не заборавајте да се претплатите, да станете членови, а ние се гледаме во некое мое наредно видео.